Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. И овој понеделник во Здравје, кога зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот, со мене во студиото е мојот постојан соговорник, доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравието. Доктор Митов, добро утро и добро дојдовте во Здравје. Минатата емисија започнавме една интересна тема, прераниот пубертет и можната поврзаност со исхраната, бидејќи има премногу информации, доста актуелна и се почеста тема, односно појава меѓу граѓаните, затоа се одлучивме да го продолжиме разговорот од минатата емисија со нови информации, односно по-конкретни студии, дали има поврзаност на исхраната со прераниот пубертет кај децата. Тоа значи деца на 6 и 7 годишна возраст да влегуваат во пубертет, односно по-конкретно на девојчињата да почнуваат да им растат градите, да се појавува влакнетост по телото и така натаму. Може ли на почетокот од оваа емисија да ги наброиме најглавните факти кои ги дискутиравме минатата недела, како мало надополнување на она што го споменавме сега накратко? Зборувавме дека студиите утврдиле неколку можни причини кои што водат кон преран пубертет. Најнапред прво хормоните во исхраната, второ пестицидите кои што се присутни во исхраната исто така може да имаат таков ефект. Трето, кое што го спомнавме, е дека дебелината кај децата, значи згоеноста кај децата може да доведе до нарушување на хормонскиот статус. И конечно една посебна група на хемиски материи, од кои што најмногу ги спомнавме фталатите, кои што се присутни во пластика и во козметика, како основни причинители. Еве овие 4 главни групи на причинители кои што ја зголемуваат веројатноста од појава на предвремен пубертет кај деца, особено кај девојчињата. И како последици, секако кажавме дека намалувањето на плодноста или намалувањето на фертилитетот, генерално и кај машките и кај девојчињата, кај девојчињата повеќе е склоност кон појава на ендометриоза и склоност за поголем ризик од рак на дојка. Сето тоа се ризиците, бидејќи нели можеме да се запрашаме па што дека почнува пубертетот порано. Сепак има сериозни проблеми здравствени кои што се однесуваат на цел живот. Доколку пред време почне пубертетот, веројатноста од неколку видови на рак, од појава на кардиоваскуларни болести значително расте и останува до крајот на живот. Иако ја спомнавме исхраната, да сумирам генерално, од цела исхрана најмногу е најдена конекција помеѓу консумацијата на протеини од животинско потекло и предвремената појава на пубертет. Во минатата емисија главно се фокусиравме на хормоните во исхраната. Еве и сега ги споменавте хормоните. Што доведуваат? Може ли класичен пример? Што може да предизвикаат? Каква појава кај децата, односно со што се карактеризира тој преран пубертет? Можеме еве да кажам за документиран случај, бидејќи кога зборува човек за научни студии, научните студии може да бидат од повеќе видови. Еден вид од нив е кога некој документира таков случај и го презентира во стручната јавност. Конкретно еве од нашето соседство, да речеме, има таков документиран случај од професор Сираков во Софија, кога 6-годишно девојче започнува со такви промени, со тие карактеристични промени на градите кои што ги спомнавме, кога девојчето знаеме дека е премладо за такви промени да отпочнат, меѓутоа тој го документира тој случај и се разбира тој среќава многу такви случаеви како професор ендокринолог, меѓутоа ово е тој документиран кој што како извонредно специфичен го презентира на јавноста.
И што е карактеристично, кога ќе се провери крвта на тие деца, не се наоѓа дека централниот орган во нашиот хормонски систем, хипофизата, не е пореметена таа, значи не станува збор за централен пубертет. Туку имаме покаченост на естрогените, без при тоа да дошла наредбата централно од нашиот мозок, да речеме така, дека дошло време да почнува пубертетот. И тоа се смета како еден јасен показател дека хормоните дошле од надвор. И професор Сираков прави, така да речеме, една терапија во која што и експериментира на еден начин, но и докажува де факто што е проблемот. Имено тој вели и во конкретниот документиран случај, и во останатите, на девојчињата им препорачува престанок на користење на пилешко месо. Едноставно го исклучуваат пилешкото месо од исхраната и за неколку недели гледаат како ефектите кои што довеле до тој проблем почнуваат да се губат. Стагнира пубертетот или комплетно се враќа назад. Значи, девојчињата повторно се враќаат во нормала. Така да тоа е тој случај кој што е многу карактеристичен. Некој може да каже дека да, нема докрај научни студии кои што се причинско последично поврзани, каде што 100% сме сигурни. Меѓутоа во медицината ние сме секогаш предпазливи, не ни мора докрај да ги имаме таквите студии кои што 100% поврзуваат, но се повикуваме на така наречениот принцип на предпазливост. Кога детски живот е во прашање, кога па и било чиј живот кога е во прашање, меѓутоа особено кога здравието на децата е во прашање, тогаш си дозволуваме макар и да сгрешиме, еве например да го исклучиме пилешкото месо. Не е толкава штета колку што може да биде штета доколку навистина од таму доаѓа проблемот хормоните и пубертетот. И во тој случај документиран се покажало дека тоа било причината. Така, ова е генерално нарушување на хормонскиот баланс кој иницира преран пубертет. Што е по-конкретно причината? Значи, кои хемиски материи можат ги содржи од надвор, ги содржи пилешкото месо или другиот вид на исхрана, кои можат да го нарушат тој хормонски баланс. И што може да предизвика тој всушност во нашите тела, по-конкретно пред децата за преран пубертет? Досега зборувавме за влијанието на вистински хормони кои што се додадени во нашата исхрана и така дошле во нашето тело и така направиле дисбаланс. Меѓутоа постојат и друга група на хемиски соединенија кои што воопшто не се хормони. Меѓутоа кога ќе дојдат во нашето тело се однесуваат како хормони и нив ги нарекуваме ендогени дисруптори или нарушувачи на ендогените или нарушувачи на хормоните. И тие, да речеме, вториот дел од проблемот, кој што еве до крајот на емисијата можеме да зборуваме, кои што исто така предизвикуваат значајни проблеми. Сакам сега тука да истакнам еден битен момент, бидејќи вака од разговор со луѓе честопати знаат да кажат дека па каква е денешницава и воздух не е добро да се дише, демеки тоа може да е штетно и водата да биде штетна, и храната да биде може да биде штетна. Треба да се пази. Ова е премногу генерален став. Јас ја разбирам фрустрацијата, бидејќи навистина се испоставува дека човек е бомбардиран со информации, дека од сите страни стигаат информации за тоа ова е штетно, ова е штетно, ова е штетно. Па во денешно време, современ начин на живот, луѓето сами се доктори преку информации од интернет, а на интернет имате секакви информации. Тука е двоен проблемот. Проблемот е од една страна дека и сами сме криви, што читаме разноразни веб страници каде што има и непроверени, и недокажени, и секакви информации. Шпекулативни информации. Така, од шпекулативен карактер. Тоа е едниот проблем кој што сами го носиме. И вториот дел е дека навистина човек, за да се заштити добро, треба да има голем дел на информации. Во едно идеално општество, во еден идеален свет, како што не е светов денеска, за жал, тоа би го правела државата, општеството. Значи, ниво Соединетите Американски држави, ниво Шведска, нема толку силни закони за заштита од овие хемиски материи кои што ќе ги спомнуваме и етапно се случуваат тие рестрикции на таквите хемиски материи за да биде доволно заштитен човековиот организам. Но затоа тоа сакав да кажам дека не треба човек да се обесхрабрува. Точно е дека проблемот доаѓа од повеќе страни. Меѓутоа со една минимална едукација можеме и тоа како многу да се заштитиме и себе си и нашето семејство.
сега, можеме и да се навратиме конкретно на вашето прашање. Ќе го конкретизираме прашањето. Ова беше само краток вовед за кои хемиски материи. Ќе го оставиме ова за по рекламите, навистина интересни информации и корисни совети до граѓаните. Сега одиме со реклами, па се враќаме со разговорот во студиото. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија со мојот соговорник доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Во денешното издание на Здравје зборуваме за прераниот пубертет и можната поврзаност со исхраната. Слушнавме конкретни примери што може да предизвика преран пубертет, односно хормоните се една од причините за преран пубертет кај децата, но останавме должни за информацијата околу хемиските материи кои го нарушуваат хормонскиот баланс. Доктор Митов, конкретно, кои се тие хемиски материи кои може да го нарушат хормонскиот баланс, а со тоа да предизвикаат и преран пубертет? Една од нив е бисфенол А или БПА, познатата BPA, за која што се отвара многу дебата во светот, бидејќи е присутна во анализите правени кај 93% од американците, значи општо присутна субстанција. Меѓутоа, најдено е дека истата може да предизвикува проблеми особено кај репродуктивниот систем и заради тоа се тежнее кон тоа да биде елиминирана колку што е можно повеќе. Конкретно, знаете, кај бебешките производи, кај производите за бебиња, се препорачува да бидат, пишува БПА free, нели, BPA free. Так. Да нема БПА. Да нема. Така да тоа е едниот начин. Втор начин да се избегне бисфенолот А е да се избегнува дефинитивно конзервирана храна. Значи, да не се користи конзервирана храна во конзерви. Да ве прашам, каде ја има ова хемиска? Во конзервите, бидејќи на самите конзерви од натрешната страна се става како слој БПА. Так. Многу важно е, значи, колку што е можно повеќе таков вид на конзервирана храна да се избегнува. Бидејќи таму е главниот извор на бисфенол А за луѓето. Второ, интересно како куриозитет, сметките, значи фискалните сметки. Таа хартија, така наречена термална хартија е таа, так, на која што се искуцуваат сметките. Да ја допираме колку што е можно помалку. Или ако ја допираме, веќе од која ќе купуваме производи или било што, да ги миеме веднаш рацете. И да се трудиме да не држиме таква хартија во новчениците. И тука го има бисфенол? Многу. Значи, контактот со таа хартија од сметките, од фискалните сметки, пренесува многу бисфенол А на рацете. Еве, уште еден начин како може да се заштитат граѓаните. Следна голема група се диоксините. И диоксините исто така се поврзани од нарушувања додека сме во матката, па до уништување на количината на сперматозоиди кај мажите. Значи колку повеќе диоксини во организмот на еден маж, толку повеќе паѓа квалитетот и капацитетот на спермата која што ја има. Так. Многу тешко е да се спасиме од диоксините, бидејќи тие практично се насекаде. Насекаде ги има. Да, но важен начин на елиминирање е да се земаат колку што е можно помалку производи од животинско потекло. Зошто? Диоксините имаат капацитет еднаш штом ќе влезат во организмот, во било чиј организам, да остануваат. И така во синџирот на исхраната, одејќи нагоре, тие се повеќе и повеќе се концентрираат. Па ако јадете месо, можете да претпоставите колку повеќе сконцентрирано го консумирате тие диоксини кои што животното ги консумирало. Така да тоа е еден важен момент кога збориме за диоксините. Следна трета група за која што е важно исто да спомнеме се фталатите. Фталатите имаат исто ги таргетираат клетките на сперматозоидите и општо тестисите кај мажите.
цела оваа група на нарушувачи на хормоните предизвикува инфертилитет кај жена, неплодност кај жените и намалување на капацитетот и на квалитетот на спермата кај мажите. Така да можеби и не е чудно зошто има значително зголемување на неплодноста општо кај мажи и кај жени во последните 40 години. Впрочем, изборувавме на една тема, на една емисија на оваа тема, од претходната сезона. Како да се избегнат фталатите, храната да не се пакува во пластика или колку што е можно помалку. Доколку дома чуваме нешто, да речеме сирење во фрижидер, не мора да биде во пластика. Значи има стаклени садови, има тегли со пошироко грло кои што може да ја завршат работата. Да не се чува вода во пластични садови ако се пие, може да биде во стаклено шише. Значи колку што е можно повеќе да се избегнува контактот со пластик. Ова е едноставна препорака. Така да денес дома да се свртиме само и да размислиме од цела пластика што ја гледаме и кеси, колку од нив можеме да замениме со стакло. Многу едноставен начин, практичен совет, а многу ќе се заштитиме. Следна голема група, еве четвртата голема група, се така наречените хемикалии против запалување. А знаете, мебелот, особено мебелот и останатите предмети дома, им се додаваат такви материи кои што имаат за цел да предизвикаат тие да не горат лесно. Значи да не бидат лесно запалливи. А тоа има нормално смисла бидејќи не штити да немаат често пожар во домовите. Меѓутоа од друга страна пак се најдено е дека овие супстанции исто делуваат како и претходните на нервниот систем, на репродуктивниот систем и дека кај едно мало дете кое што растело во средина каде што ги има многу тие супстанции, значително се намалува IQ, коефициентот за интелигенција. Како да се избегне, исто така доста тешко, меѓутоа со редовно чистење на прашињата во домовите. Доколку е можно и со HEPA филтер во самата првосмукалка, сега веќе тие ги има кај нас во Македонија. Доколку е можно, значи со често оттргнување на таа прашина која што е меморија на домот, која што ги собира тие отпадоци, се намалува ризикот, особено децата кои што лазат по земја, да ги примаат овие супстанции во себе. Така да станува збор за една голема група на хемиски субстанции, од кои што за жал сме обкружени, меѓутоа со неколку практични едноставни совети, како што кажа, може човек да го намали степенот на изложеност. Еве, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, во една минута конкретни совети до родителите на што најчесто да внимаваат, каков вид на исхрана да избегнуваат за нивните деца, за да се избегне тој преран пубертет. Колку што е можно повеќе храна базирана на свежо овошје, свеж зеленчук, житарки, а колку што е можно помалку на месо и месни производи, доколку е можно и органски производи или од село купени, кај што знаеме дека не се претерано прскани или хранети со хормони. Тоа е второ. Трето, да се чува храната на децата колку што е можно повеќе во стакло, не во пластика. Играчките кои што ги ставаат во уста, особено децата, да бидат така наречени BPA free, односно да немаат бисфенол А. И исто тоа важи и за шишињата во кои што млеко или било што друго што пијат, и тие да бидат без БПА. И општо во домот, кога се чисти домот, да се чисти со колку што е можно повеќе едноставни, така да речеме, стари начини на чистење. Макар да е оцет, макар да е ракија. Природни. Знаете, се поставува прашањето, ако го исчистиме тоалетот со некое современо средство хемиско кое што уништува 100% од бактериите, например, се поставува прашањето, што е поштетно? Тие бактерии или средството со кое што сме ги уништиле бактерии? Дополнителни компликации создава секако. Доктор Митов, ви благодарам за овие корисни информации и совети. Се надевам дека нашите слушатели ќе практикуваат барем дел за подобро здравје на нивните деца и секако да се избегне преран пубертет. Се надевам и јас. Ви благодарам за поканата. Со вас ќе се слушнеме и се слушаме и наредниот понеделник со нова тема од областа на здравата храна и здравиот начин на живот. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на Здравје. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме понеделник, 7 март 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија.
Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравие во петок во 9 часот и 5 минути, кога зборуваме за конкретна специјалност, односно конкретно заболување, диагностика и превенција. Од мене до слушање и пријатен работен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 или поставете прашање на мейл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.